Добра вечер, почитувани гледачи. Вие гледате За или против. Јас сум Анастасија Илиевска и денес имаме едно празнична емисија, имајќи предвид дека денеска е 1 август, сме во пресред на големиот македонски државен празник, па и христијански празник 2 август. И во таа насока сакаме да ја заокружиме оваа недела и секако оваа сезона на За или против, отварајќи ги значајните историски прашања, а секако поврзани со се што е во насока на празникот 2 август, нашиот идентитет, историја и се што значи борба за македонска независна држава. Вечерва зборувам со професор доктор Наташа Котлар-Трајкова, која што е историчар, меѓутоа и директор на Државниот архив на Република Македонија. Добро дојавте. Добро ве најдов и се приклучувам исто така до честитката за нашиот национален празник 2 август. 122 години од Илинденското востание, 81 година од првото заседание на АСНОМ, ке зборуваме и за овие две моменти, меѓутоа во пресред сме и на 75 години од основањето на Државниот архив. Секако ќе позборуваме и за тоа, бидејќи сите тие се едни значајни моменти во градењето на она што значи македонска историја, меѓутоа и оставањето белег, историски белег, архивот во форма на документи секако, меѓутоа останатите настани во форма на сето она што значило борба на еден или друг начин за она што ние денеска го имаме, а тоа е нашата држава. За почетокот би сакала да започнеме со тоа колку е будна под еден идејата и под број 2 вредностите за кои што се бореа илинденците во 1903 година и во секако во 1944 година, имајќи предвид дека станувало збор пред се за млади луѓе, некаде од 30 на години, кои што буквално биле во цутот на младоста и имале идеја, визија и борба за нешто што е навистина многу пред се свето. Колку се денеска актуелни и ги живееме она што значат вредности и идеја на илинденците? Па би одговорила, тие се актуелни во смисла дека треба да бидат инспирација за современата млада генерација. Може би не само толку и за младата генерација, но и за оние како што се некоја средна или како мене малку повозрасна. Ова намерно го спомнувам бидејќи, како што спомнавте, станува збор за млади луѓе кои што се вложиле во она сонцељубива борба. Ова го користам пишувањето на Гане Тодоровски, обично пишувајќи за илинденската генерација, тој честопати знае да напише дека станува збор за сонцељубива генерација. Навистина тоа се млади луѓе. Кога се случува востанието, морам да кажам дека се сосема други историски услови, прилики. Може ли да се навратиме чисто историски, да се навратиме какви били условите, приликите тогаш? Сме ги поминале сите, нели знаеме, меѓутоа не е лошо да се потсетуваме што значеле приликите и условите во 1903 година. Да. Најнапред морам за помладата генерација да кажам дека нашето современо живење многу се разликува од она што представувало живење во 903 или почетокот на 20 век, затоа што во тие прилики Македонија не е она што денеска представува Македонија. Таа представува етно-географска, социјална, народносна, па и историска целина. Таа ги опфаќа деловите кои што денес ги препознаваме како Пирински и Егејски дел на Македонија, значи по својата територија била поголема и друго била во рамките на Османлиската држава или Османлиското царство, кое што пак управно ја имало поделено Македонија во 3 вилаети, тоа се управни единици, Битолски, Солунски, честопати сакаат да го спомнат како Косовски, но воедно се спомнува и како Скопски вилает. Тоа е намерно направено од страна на самата држава која што постоела во тој период, бидејќи на тој начин се оневозможува националниот, политичкиот
и револуционерниот изблик на македонското население во тој периметар, бидејќи имајќи ги поуките османлиската држава од српското, грчкото и бугарското револуционарно делување и под влијание на голема сила, тоа е царска Русија, името Македонија да не се споменува во управните, административните и политичките акти, создава вилаети. Така што нашиот народ и во тој период живее во една управна разделеност, но она што е заедничко е што се појавува една македонска револуционерна организација создадена во градот Солун 1893 година и ги опфаќа младите луѓе кои што потекнуваат од целиот македонски територијален периметар. Точно е и фактот дека овие млади револуционери, за разлика од српските, грчките и бугарските револуционери, морале својата револуционерна борба да ја проектираат во сосема поразлични услови, за разлика од она што се случувало во првата или во втората половина на 19 век, и затоа македонските револуционери се прилично свесни. Почнуваат да градат еден таков концепт кој што во документите честопати знаеме да го прочитаме и како Делчев концепт, а тоа е создавање на четнички институт, поточно она што го препознаваме во нашите историски читанки или во учебниците, создавање на држава во држава. Односно, оваа организација почнува да се занимава и да ги има во својата дејност и социјалните, и политичките, но и националните потреби на македонското население. Од тука, затоа и го спомнувам создавањето на оваа организација, бидејќи 903 не е прост производ на некоја револуционерност. Ова е резултат на действувањето на оние млади револуционери кои што биле во рамките на таа македонска револуционерна организација, која што во текот на своето делување го менува своето име. Во еден период од 1896 е тајна, а од 1905 со Рилскиот конгрес станува внатрешна. За жал, таа организација веќе по тој Рилски конгрес веќе ги јавува елементите на фрагментирање, што значи дефинитивно во 1908 година нејзината функција, онака како што била замислена, не постои, се јавуваат други историски појави. Илинденското востание фактички е резултат на она што се градело 10 години пред да се појави овој процес. Значи имаме континуитет Апсолутно. во идејата, во желбата, во поривот, што значи и во пренесувањето на сето она што значи македонски идентитет. Без разлика на сите поделби кои што вие ги споменавте во случајот во тој период, нели на почетокот на 20 век, под воство нели на османлиската Друго, сакам да споменам, има еден многу важен податок историски кој што не се спомнува честопати, а тоа е дека оваа македонска револуционерна организација создадена 1893 година ги влече своите идејни корени од македонското востание, односно таа друга борбена македонска генерација под водството на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски и група војводи во тој период, Илјо Малешевски, Ѓорѓија Пурлевски, кои што пак се носители на уставот, односно правилата на востаничкиот штаб во 1878-80, каде што имаме историски пројави кои што многу децидно кажуваат дека треба да постои македонска држава, македонска војска, го третираат религиозното прашање, посебна црква и исто така бројни социјално, културолошки, политички и народносни прашања. Така што во историјата, затоа честопати испоменувам, постојат закономерности, односно причинско-последичните односи. Од тука 903 не е едноставен производ на моментот. Тоа е производ на она што се случува во, ние честопати го спомнуваме како историска хоризонтална и вертикална линија.
Иако за жал востанието се појавува во најголем интензитет во битолскиот револуционерен округ, сега спомнувам термин кој што е различен од османлиската, таа има вилајти, организацијата има окрузи. Иако интензитетот и опфатноста е различна, најголемиот момент се случува во битолскиот револуционерен, бидејќи пак војводскиот кадар, револуционерниот кадар е најактивен и најподготвен во тој територијален опфат, иако тоа се војводите кои не се согласуваат со решението да се крене во стание, кои што ја познаваат и територијата, и историските прилики, и кои што се свесни дека само со востание треба да биде средство, ама целта треба да биде една перманентна револуција. Независно, постои таму една сериозна дисциплина, револуционерна дисциплина. Дошло решението, се создава, започнува. Ние знаеме дека се создаваат тие 10 познати слободарски денови, каде што производ на сето тоа е и републиката, иако именувана како Крушевска, меѓутоа таа е историски факт, каде што се појавуваат сите оние пројави кои што треба да ги има една држава. Без разлика таа што како република постои, нели, 10 дена, многумина од тој војводски кадар ќе загинат прилично млади. Дури Гоце Делчев пред востанието е починат. Исто така ги имаме и оние пропратни револуционерни или анархистички дејствија на гемиџиите, кои што ние ги познаваме. Поприлично млади луѓе и претходно загинати во целиот тој револуционерен опфат, меѓутоа таа идејност, таа македонска содржина, што е актуелна во тие востанички денови, е инспирација за следната генерација на македонски борци, особено кога се случува поделбата на етнографскиот, географскиот, како што спомнав, но и социјалниот и политичкиот момент на Македонија. Затоа што веќе нема да ја познаваме онаа Македонија од 903-та, бидејќи 912-та почнуваат Балканските војни и на македонски простор имаме војни 6 години до 918 година, каде што последиците се оние кои што денеска ги познаваме, границите се онака поставени државнички, кон однос на Бугарското царство, Кралството Грција и Кралството на Србите, Харватите, Словенците или познато како Кралството на Југославија од 29 година, каде што македонската борбена генерација, барем во тој период, не ја доживува својата политичка и национална слобода, апсолутно, само е сменета власта. Наместо една власт се имаме тровластие, различно. И она религиозна или верска поделеност останува, која што била присутна и во османлиската држава. Охридската архиепископија не е возобновена, што значи прашањата кои што биле актуелни во 903-та биле актуелни и во 1944 година при Аснум, затоа во документите на Аснум, во таа пак борбена генерација, повторно имаме млади луѓе, но во многу поразлични историски услови успеа прво да ги постави тие битни прашања и да ги постави темелите на македонската држава, иако само на оваа територија која што денеска ја познаваме како македонска држава. Стигнавме до Аснум и важно е да се потенцира и зошто е важно да се потенцира државотворниот карактер на Аснум, бидејќи понатаму сакам да поставам уште едно подпрашање, бидејќи имавме одредени измени во уставот кога станува збор за текстот поврзан со Аснум, ќе позборуваме, нели? И за тоа, но колку е Аснум важен кога станува збор за државотворниот карактер? Што се поставува таму, она што ние денеска во суштина го живееме? Знаете, станува збор за 1944 година. И е многу значајно затоа што во услови на се уште актуелна антифашистичка борба и на македонскиот народ, но и на народностите, да се извојува победа над фашизмот во тој период или нацизмот. Многу е карактеристично што
Историскиот момент е таков што оваа македонска млада борбена генерација го препознава и го започнува оној народно-ослободителен порив во 1941 година. Со тоа морам да кажам дека уште пред таа година се појавуваат идеи и содржина која што упатува што треба да се случува во едината, односно национално ослободување, доживување на една национална еманципација, политичко постројување во вид на држава. Така што 1941 година, знаете, востанието не почнува на 11 октомври. Тоа е земено само како значаен датум кога ние сме го отпочнале востаничкиот народно-ослободителен процес кој што ќе трае до Асном 44-та, односно 45-та до целосното ослободување. Овде повторно ќе спомнам, млади луѓе се во прашање. Друго, не се тие претежно представници на Комунистичката партија на Југославија, односно на Комунистичката партија на Македонија. Пред се тоа се луѓе кои што потекнуваат социјално од граѓанскиот сектор или граѓанскиот слој, кои што представуваат на некој начин и интелектуалци, бидејќи тука препознаваме луѓе кои што имаат соодветно образование, не само во таа југословенска заедница, но и надвор од таа заедница. Го имам во предвид сега Полижиновски, кој што е докторант по правни науки во Сорбона. Го имаме Методи Андонов Ченто, кој што потекнува од значајниот граѓански слој. Го имам во предвид Петре Пируземајски, кој што е правник, адвокат, значи повторно од една интелектуална средина. Лазар Соколов, кој што покажува едни прекрасни економски познавања и кои што се внесуваат во Асном, односно идејата за голема економска самостојност. И низа борци кои што ние ги познаваме, генералот Михајло Апостолски, кој што е предводник на Народно-ослободителната војска, како војничка функција, тој е произнесен во генерал. Ги имаме народните херои кои што се вклучиле во самиот процес, Мирче Ацев, Страшо Пинџур, Цветан Димов, Кузман Јосифовски Питу, кои што го именуваат Гоце Делчев на Народно-ослободителната борба. Низа луѓе кои што претходно можеби го оставиле својот печаток, загинале, но ги поставиле патиштата на едно одржување на Народното собрание, поточно антифашистичкото собрание. Тоа е многу битно. И тоа собрание има повеќе функции. Има и законодавна и извршна власт, а пред се има врховна. Така што државничката визија доаѓа од таа генерација. Сега морам да признам, историјата и нешто друго памети. Таа асномска генерација, за жал, многу скоро ќе ги доживее патиштата на Голиоток и немирењето со нивната идеологија, бидејќи во документите на Асном повеќе се зборува за обединувањето на Македонија и создавање на една граѓанска држава, ако го читаме документот Декларацијата за граѓаните, а многу помалку за еден етнопартиски или југословенски момент. Меѓутоа, во историјата тоа е забележано од третото заседание на Асном, некаде од април месец 1945 година, се воспоставуваат такви основи на еднопартиски систем, порепресивен, така што мислам дека веќе со првиот устав 1946 година на еден неформален начин, мораме тоа да го кажеме, дека тие идеи кои што се многу понапредни на првото заседание се на некој начин анулирани, но затоа историјата таа ги бележи тие моменти и ги пренесува на следните генерации, за да бидат современите генерации со визија дека нивната борба се одвива во многу поразлични, повторно ќе речем, историски моменти и со
сосема други барања, но моментот е зачувување сега на македонската држава, јакнењето нејзино економско, социјално, политичко и пред се културолошко. Убаво одевме чекор по чекор и затоа во фокусот ми се и младите и актуелните социополитички околности во кои што се наоѓаат, бидејќи утврдивме дека со различни предизвици секоја генерација се соочува, па и нашата генерација се соочува со поразлични малку предизвици од претходните, иако има едно нешто што во континуитет се провлекува, ќе го прокоментираме и ова, но би сакала во делот на Асном да се задржиме уште малку, бидејќи ова што вие го кажавте, самата визија на Асном за обединување беше и проблем кој што резултираше, односно претходната владата на Заев го виде како проблем кој што произлезе како резултат на договорите подпишани во тоа време со Грција, подоцна првично договорот со Бугарија, подоцна договорот со Грција, бидејќи тогаш владата предводена од Заев, согласно договорот од Преспа и заклучоците на собранието, во преамбулата на уставот се заменуваат зборовите одлуките на Асном со зборовите прогласот од првото заседание од Асном. И како оправдување дека, цитирам, заради тоа што би предизвикало одредени проблеми, тоа ако остане во одредени можни идни времења за соработката помеѓу Македонија и Грција, зошто е тоа така вели, делот од луѓето на Асном велат македонците од Грција, Бугарија, обединете се. Да, и таму во тој документ, мислам дека во тој пасос постои добро е да ги анулираме и редентистичките пориви. Знаете, кога се создаваат определени политички одлуки, треба да постои сериозна свесност, барем за оние кои што се во моментот власт, што понатаму. Знаете, затоа постојат и посебни термини: општество, држава, партија и така натаму. Мислам дека општествените идеи се пренебрегнати таму, исто така и државните, а само се подмирени, да речам, партиските. И тоа не знам дали партиските во идејна и идеолошка смисла, мислам дека во ситно економско профитирање на одредени поединци. Но за жал, тогаш собранието, кое што представува законодавен дом од највисок степен, тие се законодавната власт, за жал, мислам дека ги игнорира достигнувањето на македонската и наука, но и политичко-културна вредност во изминатите 8 децении. Со тоа значи дека тие ги анулира и одредбите на Асном, посебно на првото заседание на Асном. Колку што се сеќавам, тие го избегнаа и повикувањето во уставот на манифестот. Манифестот на Асном, точно. А се определија за прогласот. Знаете, за публиката еве да бидам по-илустративна, прогласот значи еден вид информација до општата македонска јавност што се случило на првото заседание на Асном. Или специфицирани се информациите за текот и одвивањето на заседанието и попис на донесените одлуки. Затоа што таму ја добиваме површноста, бидејќи станува збор за информација. Како дневен ред. Еве, да. Ова било дневниот ред, за тоа се зборувало. Меѓутоа, во манифестот и во другите документи, од 9 документи, 4 до 5 се содржава на отворен карактер. И таму зборува за обединувањето на македонскиот народ. Но, не во овој периметар, туку македонскиот народ, оној кој што живеел во тие млади генерации, бидејќи тие потекнуваат многу скоро од она што представува 1918 година, и јасно им е дека нивните семејства, нивните роднини
се исто така и во другите делови на Балканот, посебно Бугарија, Грција, Албанија, Србија. Тие и постојат, имаат свест за тоа. И не само тогаш, и ден денес. И ден денес. Затоа, јас честопати велам, многу едноставно вие да поделите територија. Но не можете да го поделите или да го убедите народот да ја анулира својата свест за заедништво и обединување. Така што во документите на АСНОМ многу повеќе се зборува, значи, за етнографската, социјалната и културолошката основа или база на она што представува македонство. Таму се изразуваат исто така големи благодарности во однос на македонската народна ослободителна војска. Зошто? Затоа што таа е народна, потекнува од сите слоеви, без разлика богати, сиромашни, учени, неучени. Од македонската народна низина произлегуваат тие и од сите делови на Македонија произлегуваат тие. Затоа е повикувањето на обединувањето. Затоа е градењето на државата повеќе на некои си демократско-граѓански принципи, а не на комунистички. Затоа е судбината на тие луѓе после онаква каква што е. Да. Така што мислам дека многу сериозен проблем ни представуваат и формулациите и согласноста да се уште екзистираат овие договори, но предпоставувам дека е многу важно во овој момент нашето социо-економско јакнење и културолошко, за да вие можете да пристапите и кон политичко делување, а тие се во доменот на политичкото делување и мислам дека тука треба офанзивно да се настапи и да се анулираат. Ке позборувам и за тоа, меѓутоа би сакала да дојдеме сега до моментот до Државниот архив. Колку е се важни оние документи, со какав број на документи располага Државниот архив и колку тие ни се во суштина оној, би го рекла, доказен материјал, она пишана наша историја, она што е оставено како печат и што е архивирано и во суштина кое што е, како да кажам најнаrodски, на наша страна, на страна на тоа кои сме, што сме и што сме направиле. Знаете, во најавата спомнавте дека идната година архивот ќе одбележи 75 години од своето постоење. Многу е значајно да споменеме дека фактички неговите основи датираат од времето кога основач и директор бил Димче Мире, асномец, народен пратеник на АСНОМ, и кој што многу добро знаел што представува државнотворна активност. Затоа што без институцијата архив немате ни нација. Ако немате нација, тогаш значи дека еден народ нема создадено држава, а државата нема создадено нација. Мене ме поразува една друга работа, што нашето општество не е запознаето што фактички представува архив. Честопати ми се случува, па вие сте во архивот. Не баре, јас се наоѓам во некоја писарница. Мислам дека архивот треба да го има своето значење многу повеќе и од Уставниот суд и од Народна банка. Меѓутоа, нашиот македонски менталитет уште тоа го нема усвоено. А во архивот, сега ќе зборувам поедноставно, во фондови. Тоа е една, да речеме, концепирана историска содржина, која што ние ја именуваме во фонд, а во тој фонд може да има и многу кутии и многу листови. Но во фондови ние имаме преку 7700 фондови. При тоа најстариот документ во архивот, тоа е општо познато, тоа е Евангелието по Лука од 12 век, пишувано на старогрчки јазик на пергамент. Тоа е едно мало ливче, изработено нели на кожа, тоа е пергамент. Имаме средновековни исто така ракописи и многу значајно документи од управувањето и постоењето на османлиската власт, односно османлиската држава
односно особено ни се значени документите кои што ги имаме во целост од битолскиот Кадилак или битолскиот управен периметар, каде што се опфаќа добар дел од нашата македонска територија, односно судските извештаи, содржини, каде што дури и нашите колеги од Турција доаѓаат да ги проучуваат, бидејќи ние ги имаме во целост. Ги имаме и од Асном, бидејќи почнува од Димче Мире, од професор Лапе, од професор Петар Стојановски, од професор Христо Андонов Полјански и мнозина наши, ќе ми извинат, што во моментов нема да ги спомнам, истражувачи, научници и образувачи на кадар во македонската држава, бидејќи од тие историчари се поставени и основите на архивот и така постоевме како историски архив, но со текот на годините едните прераснаа во институција научна, Институт за национална историја, другите останаа како државен архив и бевме комплементарни во еден подолг период. Да, постојат документи и јас ги повикувам сите млади луѓе со соодветно образование да го посетат архивот како истражувачи и научници, бидејќи таму има силна документација и од периодот сега кој што го третираме, илинденскиот, после илинденскиот, асномскиот, особено 30 фонда, најмалку, дури и повеќе, се фондови кои што нудат содржина за илинденскиот, пред илинденскиот, после илинденскиот период и секако Асном кој што е граден повеќе децении, тоа е фондот 157, и кој што има изобилие на податоци и го чекаат својот истражувач, бидејќи знаете научно-истражувачката дејност е секојдневна и никогаш не запира и секогаш има нешто ново да се каже и да се потврди. Мислам дека нашето општество треба да го смени односот кон овие институции кои што представуваат стожер на државноста, стожер на оправдувањето на она што сега нас ни представува проблем околу идентитет, што јас воопшто не се согласувам. Воопшто не се согласувам, бидејќи низ сите овие 8 децении ние тоа сме го потврдиле како наука, а во претходниот период децении и векови сме го потврдиле преку нашата борба. И мислам дека нема простор за дефанзивно однесување, напротив, сакам да кажам дека можеме да одиме многу офанзивно. Само еден краток момент сега ќе ви кажам, сега што ми е актуелно и што ми остави така еден непријатен впечаток. Деновиве добивме покана за одржување на една научна конференција во Словачката република околу значењето на препородот и просветителството кај словенските народи. Веќе готова формата направена, сето тоа. Гледам представници од Србија, Словачка, Словенија, Војводина, Чешка, па дури и Бугарија, а нас не покануваат единствено ако сакаме, да ги поздравиме и да им посакаме успешна работа. Мислам дека македонската наука е на своето место и може многу лесно да даде одговори во однос на создавањето на матиците, односно научно-просветителските друштва, односно стожерот на научната и националната и политичка програма, а не нас да не викаат само како поздравувачи, бидејќи за целиот овој слободен период на државно владење нели на македонскиот народ и народностите, ние сме докажале дека може науката да одговори и на меѓународно ниво да одговори на сите поставени дилеми и прашања, а не само да бидеме викнати само како да го поздравиме одборот. Така да мислам дека имаме... Ке се согласим дека тука треба да се вложува многу повеќе и дефинитивно и дури да сме си само критични дека треба да дадеме повеќе, односно да вложиме повеќе и буквално да си го бараме местото. Апсолутно, само знаете,
Јас ги охрабрувам луѓето кои што се наоѓаат еве на некоја раководна позиција во нашата држава, мислам на извршната власт, да вложува многу повеќе во образование, да вложува многу повеќе во наука, во истражување, да вложува многу повеќе во култура, бидејќи тоа се оние гранки кои што ќе го излечат општеството напред. Се согласувам за тоа, дефинитивно. Ќе позборуваме и за овој дел, но тука ќе направиме една кратка пауза за реклама, ќе се вратиме назад и ќе позборуваме за се она што останува, не остануваат уште доста значајни прашања кои што би сакала со вас да ги прокоментирам вечерва. Почитуваме кратка пауза, за многу кратко се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, 122 години од Илинденското востание, 81 година од првото заседание на АСНОМ. Вечерва зборувам со професор доктор Наташа Котлар-Трајкова. Зборувавме во делот, првиот дел се навративме на сите оние историски моменти, меѓутоа има уште еден значаен историски момент што особено во денешна перспектива ни создава, ако може така да кажеме, проблеми, а тоа е терминот македонски бугари, кој што во суштина е наметнат термин, кој што се случува некаде во периодот 1859-1860 година и тоа наметнат од царството Русија. Како се случува тоа и како стигнавме да имаме вакви проблеми денеска со соседите? Ете, тоа е логиката на историјата. Прати и хоризонтално и вертикално. Точно е таа година 1859-60 од особени империални интереси и на царска Русија, но и на Австриското царство, кое што фактички по инерција се вклучува во таа, да речам, политичка драмолетка на Балканот, која што остава сериозни последици по судбината на некои народи на Балканот. Знаете, терминот македонци е присутен, барем за македонското население, уште од 18 век, кога владее Елисавета Петровна, ќерката на... Тоа сакав да кажам, значи не е нешто што политичка е конотацијата. Да. Историските факти, документи зборуваат нешто друго. Друго е. Зборот македонци се користи веќе од, како рековте, 18 век секако, ако го имаме во предвид полкот на македонските иселеници во царството Русија. Има повеќе полкови, еден од нив е и македонскиот полк. И во моментот кога политиката, политичките случувања замешуваат раце, се случува она што се случува. Да. Видете, терминот прво бугари има политичка конотација. Значи и во периодот на втората половина на 19 век, односно кога веќе се создава кнежеството Бугарија. Значи за големите нема никаква, целата конотација и користењето на тој термин е сосема во политички концепт, нема никаква поинаква друга тежина. Ги читаме документите од Берлинскиот мировен договор. Тоа е политичка конотација. Дури и екзархијата кога се создава, таа е именувана како бугарска екзархија, но тоа значи наместништво во религиозниот живот. Тоа не значи баш онака религиозно-црковно-верска институција. Затоа што грофот Игнатиев, најголемиот промотор на таа идеја за македонски бугари, за воведувањето на терминот бугари како социјална стратификација, бидејќи сите тие народи на Балканот произлегуваат од феудализам и живеат во феудализам. Османлиската држава е теократски феудална држава. Модернизмот, односно националните компоненти заживуваат дури во Европа со француската буржуаска револуција од 1789 година. Значи, она што представува народносно или национално во тој период е многу поразлично од она што сакаме сега во денешно време да го прикажеме. Моментот е многу интересен, им треба и на двете империални сили што поблиску да бидат до Цариград, односно Константинопол, односно територијата која што нуди подобра стратешка позиција. Имало повеќе опции, повеќе политички маневри
и во руската историја, и во австријската, но тој концепт, близината на тој простор до Црното море и до Константинопол, односно Цариград, е најдоминантен. Ако едните се грци, прогласени се нели за грци елините, другите ете се срби, бидејќи сите бе христијани и раја, па после почна народносното прашање да излегува во оптек, најдобро е да се именува христијанското население во Македонија заради сличноста на јазикот, на припадноста верска кон православието. Се разбираме, но поентата е дека не се, значи тоа некој други именува така, не се само имен. Па тоа е најважното. Во нашите документи вие ќе прочитате, има еден свештеник од Кривопаланичко, мислам, самиот си пишува: јас Ѓоргија, син на Димитар, јас сум македонец и сакам да се знае дека ова е македонска земја, за да не таксуваат елините како други. Се согласувам. Значи, ние во документите си имаме и такви ситуации. Се согласувам, сакам да дојдам до тој момент каде што буквално е наметнато тоа. Наметнато други. Значи, луѓето во Македонија не се препознаваат како македонски бугари. Друго е она што се појавува во политичкиот дискурс и во тоа време, после посебно 903-та и натаму. Затоа што имаме и македонски срби. И македонски грци. Како ќе ги таксуваме нив? Или овие што се во Албанија? Македонец е македонец. Бугарин е бугарин. Сега, ако сакате да зборувате за она што представува на сцената на Европската Унија, па мислам дека треба да се запрашаме колку сето тоа представува демократски и современ чин. Да, тоа ќе ми беше следното прашање, бидејќи оно што го слушнавме од говорниците во Европскиот парламент беше непријатно за слушање, особено од бугарските и грчките европратеници. Зборувам кога се гласаше извештајот за Македонија, беше навистина непријатно и тоа се дозволи да биде во срцето на Европа. Дали европскиот пад на Македонија може да оди паралелно со зачување на националниот идентитет? Како да го направиме тоа? Бидејќи гледаме дека Бугарија буквално ги таргетира јазикот, идентитетот, оно што сме ние како македонци. И колку се извинувам, овие документи што ги имаме и во архивот, се што е пишано, се што е оставено од претходните генерации, е тежина, е на наша страна и треба да го искористиме. Наједноставно кажано, значи треба да се смени тактиката во нашето стратешко однесување. Политичките проблеми се решаваат со политички решенија. Научно-истражувачките пак исто така се изведуваат од историчари и истражувачи и тие нудат подлога или корпус кој што треба да биде применет во политичкиот дел. Јас се жалам што сега ова ќе го споменам, меѓутоа сметам дека во услови на постоење на квази научни историски комисии, ние нема да го решиме проблемот. Ниту пак нудењето на резолуција. Знаете, јас се испитав самата себе си и дојдов до сознание дека многу порано сум била против било какви резолуции. Бидејќи македонскиот јазик, именски, историски идентитет не е тоа производ на актуелниот политички момент. И претходно ви кажав, во децениите и вековите наназад постои борба. Мојот почитуван професор академик Манол Пандевски на едно место пишува: токму во тие селански борби, во станички борби, без разлика колку сме постигнале успех или неуспех, ние го изразуваме нашиот идентитет. И во политичката, и во револуционерната, ако сакате, и во културната, мислам да духовната, на Охридската архиепископија во моментот, ние тоа сме го покажале.
Меѓутоа, дека имаме спрега од страна на соседни држави, треба да бидеме со ширум отворени очи. Зошто се преспанскиот и овој другиот договор? Затоа што ние имаме македонско население таму кај нив. И ако тие не се заштитат со овие договори, мислам на државите, тие во секој момент и во секој ден ќе живеат со стравот дека оние македонците еден ден ќе се обединат. Тоа е стравот. Тоа е целата политика. Да е стара, ригидна политика, но нам ни е реалност. И мислам, со оглед дека потекнуван од научно-истражувачкиот дел на македонците, дека било која власт да дојде, мора да го црпи капацитетот на научноста и на проучувањето во оваа држава. А ако некого мислите дека ќе го убедите по пат на декларации, резолуции, се сеќавате дека во германскиот парламент имаше една бедна резолуција? Како ќе ме признае мене германскиот парламент, кога нивниот најголем представник политички Ангела Меркел уште пред да се потпише Преспанскиот договор, не именуваше како Северна Македонија. Јасно, но политиката од друга страна можеби сака да извади на површина дека малку бугарите буквално имаат проблем со нашиот јазик, идентитет и дека не, тоа е видете, суштината на проблем постои политички. Вие не можете нив да ги убедите дека мора да ни го признаете нашиот идентитетски, именски и историски корпус, посебен. Битно е, или ќе ги зајакнувате институциите во оваа држава со соодветен кадар, со научност, со почитување на институциите, како што споменав, научни, образовни, културни, или нема да има решение на ова. Или ќе посегнете со политички мерки кон политички проблеми, не можете вие историјата да ја ставате во политички контекст. Таа си е, прво, народна меморија, тоа е социјалниот дел, и научниот, таа историографија, каде што таму се работи по други принципи. Но, секој што представува барем политички образован, треба да знае дека мора да настапи многу офанзивно и одбрамбено кон своето посебното. Друг пат нема. Патот кон Европската Унија единствено ќе биде кога ќе почнете да се почитувате самите себе си, да се уважувате самите себе си, тогаш ќе ве уважуваат и другите. За крај би сакала уште едно прашање, бидејќи во предсред на празникот 2 август, ми споменавте дека се подготвува некоја своевидно изложба на документите кои што ги има државниот архив, што е убаво ако може некој да појде и да го види, каде можат граѓаните да го видат и што се ќе биде изложено. Се работи за една тематска изложба која што е создадена од архивскиот материјал при државниот архив. Се работи за 21 пано, кое што фактички е поделено во 5 главни теми, односно главниот акцент е ставен на сувереноста на македонскиот народ за македонска држава. Тука е акцент и на македонската народна војска, тука е акцентот ставен и на првите државни институции, како што се влада, собрание, културни, просветни, образовни институции и секако најважното, фактот дека одаваме значење и почит кон македонските народни херои кои што загинале во народно-слободителната борба. Поставена е во Македониумот и може да се види во текот на празничните денови. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам и јас на поканата. Почитувани, тоа беше вечерашното гостување. Убав разговор со професорката Котлар. Ви благодарам устинаш и се надевам дека ќе имате доста посетеност да се видат тие архивски документи. Јас ви посакувам убав празничен викенд и нека ни е за многу години Илинден. Поздрав!